Финансирањето на општините и на јавните предпријатија може да предизвика и одлуката, без да прејудицирам, одлуката на Уставниот суд на членот 218 од Законот за извршување, токму кој се однесува врз извршување на имот на државни органи, општини и јавни предпријатија. Може сериозни реперкусии да предизвика одлуката на Уставниот суд токму во ова, зашто и во минатиот Клик Плюс во четвртокот председателот на Уставниот суд Костадиновски токму ова го кажа и дека побарал и средба со ЗЕЛС и со Министерство за локална самоуправа и со дел од општините околу одложено дејство на овој член 218. Точно така, и ова е едно многу сериозно прашање кое што не би требало да се надминува со дискусија на дневна основа. Ова треба суштински да се разработи и да се разговара, бидејќи е многу суптилно. Можеби сум изненаден зошто токму сега загрижени правници поведоа една вака иницијатива за оценување на членот 218. Па веќе 2 години е покрената постапката. Точно и на тоа мислам, на тоа мислам, затоа што во моментот оваа влада враќа повеќе од 2,5 милиарди евра обврски превземени од претходната влада, па некако случајно токму и оваа иницијатива се поднесе на разгледување во Уставниот суд, но генерално треба да се најде решение за јавните предпријатија без разлика дали се на централно или на локално ниво и да се изнаоѓаат модалитети со кои што истите ќе се надминуваат. Дали преку репрограмирање на ресурсите во рамките на јавните предпријатија, дали репрограмирање на приходите, расходите и така натака. Тоа не е наша работа. Министерството за локална самоуправа тука нема никаква ингеренција во делот на работата на јавните предпријатија и секако во делот на Законот за извршување, членот 218 навистина не е под наша ингеренција да можеме да го тумачиме, но она што е императив за оваа влада но го засега функционирањето на локалната самоуправа. И треба да се најде модалитет како сите овие предизвици кои што во моментот ги имаат јавните предпријатија во иднина да се супституираат, тоест да се најде решение за нивно надминување.